Госпоѓо Лугаревска, вчера на пресконференција излеговте со страшни податоци кои ги покажале вашите контроли, односно дека практично затојувањето на данок е редовна пракса на бизнисот. Дневно покажала контролите дека се stornираат по 130 сметки. Скопски угостител, например, stornирал 4127 сметки вредни околу 16.000 евра. Друг пат код Охрид прикажал промет на фискален апарат околу 900 евра, во касата инспекторите пронашле 2200 евра. Практично контролите покажале дека во секој трет објект кој сте го контролирале имало некаква неправилност. Што се случува? Дали откривте, да речеме, топла вода или ова била редовна пракса која што се случувала изминатиот период подолго време? Па не е дека е откриена топла вода, туку тоа е и реалноста пред се во бизнес секторот и поготово во одредени целни групи, како што се сите оние целни групи кои што ги контролиравме: угостителите, цвеќарите, фризерските салони, автомеханичарските работилници и така натаму. Праксата покажува дека даночниот обврзник, како што напоменав и вчера на пресконференцијата, секој пат ќе најде начин како да го изигра законот, еден соодветен модул. И тоа се менува од периоди во периоди. Работата на управата за јавни приходи и пред се на инспекцијските служби, на секој вработен генерално во управата, е да најде пак модул како да се заштити од еден вид на тоа даночно, на тоа законско изигрување. Тие лавиринти во кои што меѓусебно се ставаат даночните обврзници со управата за јавни приходи, навистина е макотрпна работа за да успееме да ги одглавиме. Меѓутоа, теренската работа и оние анализи и контроли кои што ги направивме на терен кажуваат одредени фрапантни податоци. Мислам дека оваа состојба ќе мора некако да се надмине пред се со тоа што ќе се зголеми свеста кај граѓаните и воопшто свеста кај даночните обврзници. Како УЈП планира да ги дисциплинира даночните обврзници и каде затаила УЈП, односно инспекторите на УЈП? Па не може да кажеме дека затаила УЈП или затаиле инспекторите. Пред се треба да имаме во предвид дека има огромен број на даночни обврзници, меѓутоа има и одреден број на инспектори и даночни контролори. Секаде не може да се постигне и нормално дека некој пат некој даночен обврзник ќе не изигра. Меѓутоа, оваа појава ќе мора да се надмине ако сакаме да имаме полн буџет, ако сакаме да одат сите сфери од општеството во една нагорна позитивна линија. Се она друго, доколку имаме затајување и неиздавање на фискални сметки, ќе оди многу тешко. На мислење сме и правиме една анализа, ќе имаме една нацрт верзија за една фискална кампања, односно кампања за издавање на фискални сметки, која што ќе ни помогнат и граѓаните, меѓутоа ќе ни помогнат и оние дисциплинирани даночни обврзници да ја подигнеме даночната свест, без при тоа да мораме да бидеме обврзани да спроведуваме казнена политика, репресивна казнена политика. Таа кампања ќе се сведе на тоа да граѓаните ќе може да направат дистинкција на она што значи законски утврдена фискална сметка со сите податоци во неа и што значи компјутерска сметка, односно маркер. Ќе направиме можност и една посебна апликација, тоа ќе видиме согласно нашите технички можности и самите граѓани да пријавуваат во кои одредени фирми или даночни обврзници или угостители или локали или колонијали или сите сфери кои што нормално се во делот на ДДВ обврските, значи се ДДВ обврзници не издаваат фискални сметки. Така да ќе ни помогнат многу и ќе вклучиме и многу јавни личности кои што ќе алармираат и ќе апелираат кај граѓаните дека навистина е повеќе од неопходно да се издаваат фискални сметки. Имате ли анализа, некаква проекција колку данок се излева од системот? Тие анализи се прават согласно сите оние податоци кои што ги имаме и согласно оние податоци кои што ги добиваме преку ДДВ пријавите, даночните биланси, завршните сметки и така натаму и согласно утврдените надворешни контроли, односно наодите при надворешните контроли. Состојбата се менува, некогаш е реална, некогаш е нереална. Имаме ли во пари, во вкупна сума? Не би можела да кажам конкретен податок, затоа што сепак станува збор за сива економија, таа или расте од период во период, па се наоѓаат одредени модули да се намалува, меѓутоа со помош и на другите институции кои што ни се сродни во овој дел и со посредство на Министерството за финансии ќе направиме, се надеваме, на веродостојна анализа. Најавивте ревизија на работата на УЈП.
откривте некои ваши вработени како работела во полза на 37 фирми, меѓу кои има и медиуми, односно ги ставале во привилегирана положба, да нема инспекцијски контроли врз нив и да не плаќаат даноци на некој начин. Кажете ми докаде се овие постапки? Сето ова, целиот овој предмет е сега во основното јавно обвинителство. Ние сите податоци кои што ни беа побарани ги доставивме таму и чекаме да го видиме сега понатаму исходот. И стоиме на располагање и понатаму во делот на доставување на списи и податоци. Покрај овие не отворивте други постапки. Тоа практично значи дека вашите претходници работеле толку законски или пак добро зацкривале, имајќи ги во предвид бомбите, каде што слушнавме дека УЈП на некој начин се користела како еден вид алатка за политички реваншизам кон фирмите. Значи, зошто се уште и по една година вие не превзедовте други постапки? Па не дека не е превземено ништо, има повеќе служби и работни групи во рамки на управата за јавни приходи кои што работат на најразлични проблематики, на најразлични состојби кои што биле утврдени со смена на власта, да кажем, или со смена на менаџментот во управата за јавни приходи. Не е само да излеземе на медиум, да излеземе со паушални податоци и бројки и факти, а од друга страна да бидеме куси за јавноста во информациите. Сепак, кога ќе излеземе на некоја пресконференција, сакаме да имаме навистина веродостојни, точни и пред се транспарентни податоци со кои што ќе представиме дека нешто претходно не чинело. Меѓутоа, сепак не по секоја цена. Да, дека законите во одредени сегменти не се почитувале, дека од ден на ден откриваме многу нови факти за тоа дека на одредени фирми не се враќало поврат на ДДВ во оној редовен рок, а тука течат камати, знаеме, и сега ние ќе се сведеме во ситуација да враќаме камати кај тие одредени даночни обврзници, што исто така го оштетуваат буџетот заради еден вид на несоодветно или недисциплинирано работење на некои даночни службеници во рамки на управата за јавни приходи. Ќе излеземе и со други податоци во наредниот период, меѓутоа пак ќе кажам дека мора да бидеме со веродостојни факти. Тоа значи дека имате докази дека вашите претходници, односно вработени во вашите имаме служби, докази, работеле да, сме незаконски? поврзани и со други, пак ќе кажам, сродни институции со нас, меѓутоа да оставиме да имаме Покренавте ли трпение. некаква постапка пред надлежните институции? Покренати се повеќе постапки, да. За колку лица? Раководители? Не се покренати конкретно. Има, значи, за дел од вработени лица, за претходни раководители, меѓутоа има и за одредени даночни обврзници кои што биле бенефицирани по некои најразлични основи. Работите и на уште една друга реформа за прогресивното даночување. Дали конечно го утврдивте прагот која ќе биде границата? Дали 1000 евра или над 1000 евра, на која би се плаќало повеќе данок? Дали ќе се плаќа данок на штедните влогови, дали ќе се зголеми данокот на имот за втор, трет стан, она што ги интересира граѓаните, односно ги направивте ли контурите, рамките, што ќе содржи конкретно оваа реформа? Значи, во рамки на Министерството за финанси формирана е една работна група која што континуирано заседава баш за оваа проблематика која што мора да признаеме дека е доста актуелна и ќе задира понатаму во џебот на граѓаните. Тоа е реалност. Меѓутоа, се уште некои контури за конечно прецизирање на законските одредби во Законот за персоналниот данок на доход сметаме дека нема, затоа што кажавме и во програмата на владата стои дека секое законско решение од овој аспект ќе се носи по пат на дебата. И ние мора да ги слушнеме и коморите, мора да ги слушнеме и другите целни групи кои што ќе бидат засегнати со овие измени, кое е нивното мислење и на крај да најдеме едно усогласено решение кое што ќе биде за добробит и на граѓаните, и на фирмите, и пред се на Република Македонија. Кога се очекува, кој е крајниот рок да се донесе тоа усогласено решение? Јас во тој дел, во таа времена рамка не би можела да ви ја прецизирам, затоа што сепак ова е проблематика на Министерството за финанси. Спроведување на законските надлежности нормално дека ќе оди преку управата за јавни приходи. Да не се брза, за да не се носат, да речем, непријатни решенија. Подобро е да оставиме простор повеќе и време повеќе, за да се најде едно соодветно позитивно решение пред се.
За крај, кој е вашиот впечаток? Дали македонските бизнисмени во поголемиот дел работат регуларно или пак на некој начин фаќаат кривини? Колку е попразен буџетот според вас, односно кои се проценките на УЈП, доколку се затворат оние сите дупки, колку дополнителни средства би можело да се соберат во државната каса? Па, пред се треба да направиме разлика меѓу плаќачи и неплаќачи на данок. И тука да ја направиме главната разлика. Одредени даночни обврзници се за голема пофалба и тоа е добро затоа што сакаат да заживее стопанството и на некој начин ни го држат во една одлична кондиција стопанството и го оживуваат. Меѓутоа има и одредени даночни обврзници кои што сакаат да фатат кривини согласно законските надлежности. Управата за јавни приходи согласно своите можности и ресурси, сметам дека во 90% од случаевите успева да ги тангира сите оние даночни затајувачи. Навистина, огромен број на фирми кои што фигурираат во општеството, ги отвараат, па ги затвараат со тоа што оставаат огромен број на даночни обврски спрема управата за јавни приходи. Меѓутоа, тоа не е само проблем во управата, тоа е проблем и на многу други институции, дека заеднички треба да се бориме и да дадеме шанса на секој оној кој што сака да го плаќа данокот во споредба со оној кој што континуирано сака да прави одредени, да кажем, криенки во законските рамки кои што ги има. Впечатокот е дека доаѓаат огромен број на даночни обврзници тука на разговор и кај мене, и кај надлежните служби, и во надлежните регионални дирекции, онаму каде што има простор да им помогнеме согласно законот, им помагаме да ги сослушаме нивните проблеми. Секојдневно тоа го правиме, меѓутоа слушаме и критики. Времето ќе покаже дали тие критики добронамерно ги имаме прифатено или пак ни проработела суетата. Меѓутоа, едно е најбитно, дека управата за јавни приходи со даночните обврзници, независно дали се правни или физички лица, секој пат мора да биде во партнерски однос. Да трнеме репресивната сила која што и беше претходно назначена на УЈП, да кажеме, ако може така да се изразам, да се вратиме назад кон една превентивна рамка, кон една непосредна комуникација со обврзниците, бидејќи вратите за секој од нив се отворени. Секој пат за оние даночни обврзници кои што редовно си го подмируваат својот данок спрема управата и спрема државата пред се. Тоа го прави, таа проекција, мислам, пред се ја прави министерот за финансии, односно Министерството за финансии. Само можам да кажам дека го имаме во одредени данок, значи данокот на додадена вредност, данокот на добивка, персоналниот данок и придонесите, имаме надмашување на планот и некаде имаме и дури со над 10% надмашување во споредба со истиот период лани. И тоа за нас ни дава една позитивна, да кажем, појава. Што е добро и така треба да одиме понатаму. Тоа значи дека сепак свеста постепено почнува да се буди. Ви благодарам. Благодарам и на вас.